Во првата тема денеска ќе разговараме за нашиот проблем со Бугарија, нешто, односно тема која не држи будни, тема која се задржа во фокусот во изминативе 2 седмици. Со мене во студиото е историчарот и аналитичар Благојче Атанасовски. Добро утро. Добро утро. Очекувано ли беше Бугарија да ни направи ваква сопка, и веќе ја наречам, во пресрет на Советот за општи работи на Европската Унија, кој требаше да се случи, тоест кој ќе се случи утре, но на кој што требаше да добиеме зелено светло за да се усвои преговарачката рамка. Сосема известно дека тоа нема да се случи. Бугарија го најави тоа вето, па она што е главно прашање сега е како ќе постапува понатаму Европската Унија со оглед на тоа дека верувам дека ниту тие не очекувале вакво нешто, особено не откако го решивме проблемот со Грција. Па искрен да бидам, мене ми е и симптоматично однесувањето, да речеме, на челниците од Европската Унија, бидејќи на Македонија случајот со незиното европристапување во најмала рака е бизарен. Минатата есен, ако помниме, сите земји членки на Европската Унија беа Македонија да ги отпочне преговорите. Тогаш се противеше единствено Франција и претседателот Макрон, кој не даде зелено светло, а тогаш немаше никакви најави од страна на нашиот источен сосед Бугарија дека они ќе го проблематизираат почетокот на преговорите на Македонија со Европската Унија. Една година подоцна, кога сега сите земји членки на Европската Унија, вклучително и Франција, не прават и не представуваат никаков проблем Македонија да ги отпочне преговорите со Европската Унија, одеднаш се создаде, условно кажано, таков огромен нерешлив проблем помеѓу нас и Бугарија, каде што Бугарија поставува некои ирационални, нереални, би рекол, крајно националистички, тенденциозни, бизарни услови за Македонија да ги отпочне преговорите. Едни услови кои немаат апсолутно никаква врска со копенхашките критериуми кои се предвидени за една земја членка да ги исполни за да стане полноправна членка на Европската Унија. Така што ми е многу чудно и симптоматично. Јас неодамна во една своја колумна напишав дека од Европската Унија кон Македонија и кон незиниот пат кон полноправно членство во самата Унија се однесуваат како двајца родители усогласени кои договорени на своето дете да не го пуштат на екскурзија со неговите соученици, еднаш му велат дека таткото е тој што не дава, друг пат е мајката. Значи правам една аналогија. Добар полицаец и лош полицаец. Правам една аналогија каде што еднаш е Франција таа што не дава, еднаш е Грција, сега е Бугарија. Мислам дека ова е веќе крајно несериозно, неевропски од страна на самата Европска Унија, бидејќи ние сме земја која 15 години чека да ги отпочне преговорите од далечната 2005 кога добивме статус кандидат за членство во Европската Унија, земја која без преседан се соочи со блокада, бидејќи требаше да постигне консензус, односно компромис со незиниот јужен сосед. Тој компромис значеше договарање, односно менување на нашето уставно име, кога сето тоа помина, кога и таа кнедла македонските граѓани и македонците како нација ја проголта, сега ние се соочуваме одново со барикади и со нереални пречки. Не знам тоа до каде ќе оди. Јас сум крајно разочаран од односот и на Европската Унија и на бугарската политичка елита, бидејќи како што гледаме ние, премиерот Зоран Заев е прв премиер кој собрал храброст да влезе отворено да ги решава тие проблеми со соседите, каде што наративот во нашето општество и во нашата јавност беше дека тие држави имаат проблем со нашето постоење, но ради асиметричната ситуација во која се наоѓа Македонија, премиерот Заев собра храброст и да го реши проблемот со името со Грција, потпиша договор за добрососедство со Бугарија, веројатно искрено надевајќи се дека ќе се решат и тие напластени децениски проблеми кои ги има меѓу Македонија и Бугарија, но гледаме тотална некооперативност од бугарска страна, па дури и поранешниот премиер Љупчо Ѓорѓиевски во негови настапи во бугарската јавност каже дека Заев е многу похрабар политичар кој дури и еден Љупчо Ѓорѓиевски кој важел бугарофил и во бугарската јавност немал толкова храброст да собере да ги отвори тие прашања кои децениски Бидејќи го споменавте
Премиерот односите меѓу Бугарија и Македонија. денеска тој треба да ја земе наградата која ја награда за човекови права за 2020 година која што ја доделува германската фондација Фридрих Еберт. Денеска во Берлин заедно има средба и со германскиот државен министер за Европа Михаел Рот, кој утре ќе председава со таа седница, но она за што ја зема наградата е токму и овој договорот со Бугарија и генерално за ова што вие досега го говоревте, тоа е решавање на соседските проблеми. Само ќе ми дозволите една минутка. Од Фридрих Еберт вела дека 2020 не беше најдобра година кога се во прашање човековите права и во најголем број авторитарни режими под закрила на ковид пандемијата беа во можност да го ограничат ползувањето на човековите права до степен кој во голема мера го надминува справувањето со вирусот. Поради овие причини сметаме дека е уште поважно да се нагласат успесите на оние кои се спротивставија на овој негативен тренд. Ова што значи? Како го толкувате овој знак од страна на Европската унија? Дали ова некој вид тивка дипломатија во обид да се убеди Бугарија малку да ја олабави реториката, па и да не блокира на евроинтегративниот пат како што тоа го прави сега? Пак ја кажам, никој не очекуваше бугарско вето. Веројатно, бидејќи Германија важи за најголем промотор и мотор на европроширувањето, особено што Германија и преку Берлинскиот процес се заложи да го откочи процесот на евроинтегрирање на земјите од Западен Балкан. Значи, ние имаме еден вид на тотално замрзнување на членството на земјите од Западен Балкан после приемот на Хрватска. Многумина се прашуваат дали воопшто некогаш 6 земји од Западен Балкан би станале полноправни членки на Европската унија во иднина, но изјавите на германските официјални дипломати, министерот за Европа за надворешни работи при канцеларката Ангела Меркел се во тој тон дека Западен Балкан не е заборавен, особено од Германија, и дека има перспективна европска иднина. Во таа насока сметам дека еден вид, да речеме, и признание на отвореност и храброста на Заев да ги решава проблемите со соседите, особено што проблемот со Грција траеше буквално од нашето осамостојување. Бројни европски политичари, дипломати, ниту американската администрација не можеа да најдат стабилно и долгорочно и крајно решение на тој проблем. Дури некои веруваат дека воопшто не е можно да се реши, но ете се случи тоа чудо. Па од тука сметам дека Германија целосниот свој авторитет и кредибилитет како најголема и најмоќна европска земја, како мотор, како што кажав, на европроширувањето, ќе се заложи да преку една тивка или отворена дипломатија ја притисне бугарската политичка елита да се откаже од блокадите, бидејќи тоа ќе значи разочарување за европерспективите на Македонија и македонските граѓани, но веројатно ни Албанија, која е предвидено како друга земја од Западниот Балкан да ги отпочне преговорите, во тој случај не би ги почнала, бидејќи може да се случи доколку Бугарија ги блокира сега почетокот на преговорите со Европската унија, тогаш некоја друга земја членка на Европската унија како што е Франција или Холандија да каже дека не е фер Македонија, која повеќе ги исполнува критериумите од Албанија, да не ги почне преговорите поради билатералниот спор со Бугарија, а Албанија, која е нотирано во европските извештаи дека е земја која има се уште сериозни проблеми со корупцијата, со нефункционалноста на политичкиот систем, нефункционалноста на парламентот и политичкиот диалог, да ги отпочне преговорите. Значи, тоа ќе биде еден домино ефект доколку Бугарија ги го блокира почетокот на преговорите на Македонија со Европската унија и ќе значи понатаму замрзнување на европерспективите на земјите од Западен Балкан. Од друга страна, Србија и Црна Гора, покрај тоа што ги имаат отворено преговорите за полноправно членство со Европската унија, тие преговори одат многу бавно. Може 7-8 години преговараат и Србија и Црна Гора, но имаат отворено неколку поглавија, мислам дека имаат затворено едно или две. Значи, самиот процес на европроширување после членството на Хрватска во Европската унија е веќе многу бавен, воопшто не е динамизиран како што беше тоа пред 15 години.
и тој процес ќе трае безмалку, најмалку една деценија кај сите земји членки од Западен Балкан, но исто така тоа ги изморува општествата. Гледаме дека граѓаните на земјите од Западен Балкан се многу незадоволни, бидејќи самите 6 земји од Западен Балкан тонат во проблеми, тонат во корупција, во организиран криминал, имаат голема стапка на невработеност, голема стапка на сиромаштија и тие Европската Унија гледаат како едно елдорадо, ветена земја, каде што доколку би станале земји членки нивните матични држави на 6 балкански земји, тогаш би се отвориле, да речеме, некои подобри перспективи, особено за младите. Вака, граѓаните на земјите од Западен Балкан, Европската Унија гледаат само како можност физички да дојдат да се населат во некој од западноевропските развиени земји, односно да земат некој пасош од соседната земја, за да може трајно да се населат. Зборуваме за владење на правото и за целокупната економија, услови кои треба да се исполнат за да се биде дел од Европската Унија. Зборуваме за подобар живот внатре во своите земји, а не само за бегање од државите. Сакав да ве прашам, вчера Македонската академија на науките и уметностите излезе со едно соопштение, со свој став, во изминативе години некако малку како да молчеш. Ова експертска јавност, поточно највисоката научна установа во оваа држава, каков е вашиот став? Дали може Ману малку повеќе да помогне кога се ваквите соседски проблеми и спорови во прашање? Па чудно е што Македонската академија на науки и уметности беше тргната на страна во однос на последниве случувања. Беше многу летаргични во спорот со Грција, реален да бидам, бидејќи од време на време има некои соопштенија, има некои си стратегии, но академиците воопшто не учествуваат во општествената дебата, што ја тангира Македонија и нејзиниот надворешно политички дискурс, бидејќи се работи за ориентацијата на надворешната политика на една држава, и мислам дека академиците или Ману како институција, да ја наречеме еден вид на советот на мудреци, треба многу по-проактивно, многу по-ажурно да се вклучи во општествените текови, дебати и процеси кои се случуваат, бидејќи имаат авторитет или би требало да имаат авторитет како највисока образовна и научна институција, представниците, академиците да бидат многу повеќе присутни во јавноста, во медиумите, да ги искажуваат ставовите. Дури би рекол дека не е лошо и самите академици од Ману не да имаат спротиставени ставови, сепак они се членови на највисоката образовна институција, но некој да даде некое свое видување, предлог во однос на проблемот кој сега го имаме ние со Бугарија, тој е идентитетски, јазичен и национален, друг некој да даде друго свое видување, но сепак јавноста да ги чуе нивните размислувања во однос на ова чувствително прашање и да завземат став, бидејќи, како што гледаме од другата страна, БАН, Бугарската академија на науките, особено е многу по-проактивна во однос на ова прашање, перманентно излегува со соопштени и со ставови, и на еден начин можеби и таа влие врз на сочување на официјалната бугарска политика во однос на македонското национално прашање, односно они како што велат македонскиот въпрос. Значи, БАН и тие нивни научни академици се многу по-проактивни и можеби едноставно даваат и тежина на самиот спор на кој условно кажано не загрозува нас и нашите европерспективи, но од нашата страна, од Македонската академија на науките и уметностите, ние воопшто не гледаме подкрепа на борбата на македонското јавно мислење и на македонската нација да се одбрани од нападите и негирањата на бугарска страна, бидејќи реални да бидеме, ние се соочуваме со негирање и оспорување на нашиот национален идентитет и нашиот јазик,
кој е кодифициран, каде што гледаме дека Нешто што не сме да се случува во 21 апсолутно во век. 21 век не сме тоа прашање Многу да се ваши поставува. колеги аналитичари, кога почна целиот овој проблем со Бугарија да излегува на површина, сметаа дека е тоа внатрешно политичко прашање во смисла на тоа дека е борба за политички поени. Но со ветото кое утре не очекува, со таа блокада утре, малку како да ги надминува, како да ја надминува борбата за политички поени внатре во државата. Што сака да постигне Бугарија со ова, ако еве веќе зборувавме дека ваквите прашања треба да се минато во 21 век? Искрено не се согласувам дека ова е само реакција на бугарската политичка елита која се соочува со големи внатрешни проблеми, протести неколку месечни против владата на Бојко Борисов, која обвината дека е поврзана со организиран криминал и масовна корупција. Многумина аналитичари и политичари кај нас се во една заблуда и веруваат дека ова во Бугарија го прават политичките елити Красимир Каракачанов и Бојко Борисов, бидејќи ги очекуваат избори на пролет во март, парламентарни избори, и бидејќи им бил паднат рейтингот, тие на овој начин со ветото кон Македонија сака да го поткренат својот политички рейтинг. Ја не се согласувам, бидејќи многу добро и многу прецизно ја познавам бугарската политичка сцена. Алтернатива на Бојко Борисов, на ГЕРБ и на Красимир Каракачанов се Бугарската социјалистичка партија, која моментално е опозицијска партија, и новоформираната партија на шоуменот Слави Трифунов. Има таков народ, се вика таа партија. Нивните официјални ставови се на иста бранова должина, на ист фон со официјалните ставови на актуелната бугарска политичка влада, па дури би рекол и порадикални, бидејќи и Слави Трифунов, кој има доста висок рейтинг, кој може да учествува во наредната бугарска влада, или познатите ставови на БСП се апсолутно дека Бугарија, како што ги формулирала тие своји односи, своји мислења кон македонското национално прашање, кон македонската држава, апсолутно ништо не се разликуваат од актуелните. Единствено се разликува начинот на кој Красимир Каракачанов ги дава тие изјави, по ригидни, по националистички, кои создаваат возбуда во нашето општество, се создава голема негативна енергија и нервоза. Бојко Борисов може подипломатичен и потактичен, но затоа пушта Екатерина Захариева, неговата министерка за надворешни работи, која доаѓа од неговата партија, Да, па и она дава порадикални во последно време, особено по и она дава изјавата. порадикални изјави. Европратеникот Андре Ковачев од ГЕРБ, така што таа топлоладна политика ние не може да очекуваме дека во Бугарија ќе дојде политичка елита или политичка партија која за 180 степени драстично ќе го смени курсот кон Македонија и нивното поимање кон македонското национално прашање, па да веруваме дека ова ќе трае неколку месеци до март, па ќе падне владата на Бојко Борисов, па ќе дојдат некои други проевропски или продемократски ориентирани сили кои ќе го признаат нашето право на суштествување, нашето право на именување како македонци и нашето право на идентификување на јазикот како македонски, дека не е тој југозападна норма на бугарскиот литературен јазик. За жал, морам да кажам дека ова е таа бугарска национална доктрина која може трае повеќе од 50-60 години, односно од доаѓањето на власт на бугарскиот комунистички лидер Тодор Живков, како што ја велиме ние една Живкова доктрина, која ниту во времето кога Бугарија била дел од комунистичкиот лагер под Советскиот сојуз од 45, односно после Георги Димитров, после неговата смрт, до 90-та, ниту од 1990-та до денеска во овие 30 години демократија, па ниту ни во овие 15 години во кои Бугарија е членка на НАТО и на Европската унија, таа доктрина кон Македонија нема скршнат од тој трасиран, траекториран пат кон Македонија, односно на нивните така наречени црвени линии кои значат негација на македонската историја пред 45-та, убедување дека македонците се земја која е создадена со акт на Коминтерната. Времето не гази, би сакала уште едно прашање кое се фокусира пред се на иднината. Се однесува на говор на омраза. Откако Бугарија го соопшти ваквиот став, откако почна Захариева да излегува во јавност со вакви изјави кои се спорни за нашиот народ, реално
спорни, почнавме сите и медиумите, и аналитичарите, па и политичарите во државава да обрнуваме внимание и да се занимаваме со оваа тема. Оно што последно го прочитав е дека тие се повикуваат на говор на омраза. Имаат избројани околу 10.000 стати или изјави говор на омраза кон Бугарија. Како вие го доживувате ова? Ова е практично фиктивен изговор? Па, најверојатно е фиктивен изговор. Ја не знам која е таа говор на омраза кон Бугарија, кога некој во некоја стати или извештај ќе пише дека се чувствува загрозен и дека е загрозено неговото право на самоопределување прво како и идентификување како индивидуално човеково право како македонец и колективно право на еден народ да се именува како македонци и да го именува својот јазик како македонски. Ако алудира на некој говор на омраза на социјалните мрежи, тогаш реципрочно треба да го види говорот на омраза и на бугарските граѓани на тие социјални мрежи или па да го види говорот на омраза во бугарскиот медиумски простор, во статиите, во извештаите, каде што апсолутно со едно понижување, со тон на омаловажување се пишуваат стати и статуси кон Македонија, македонскиот народ и нација, дека тие се држава која е создадена со акт на Коминтернат од 45 и дека претходно сите луѓе кои живееле на територијата на денешна Македонија биле со бугарско самосознание. Тоа ако не е говор на омраза или тоа ако не е фашизам и нацизам во 21. век на земја членка на Европската унија, тогаш јас не знам што е. Особено што за мене ме изненадува што вчера министерката за надворешни работи на Бугарија Катерина Захариева кажала дека не може истовремено славејќи го Тито, вие да претендирате да бидете членка на Европската унија. Тогаш може да се постави прашањето како тоа Бугарија го слави и ден денеска или огромен дел од општеството во Бугарија го слави и го чествува политичкото минато на Тодор Живков, а денеска Бугарија е членка на Европската унија. Бидејќи времето ни истекува, премиерот Заев рече дека е оптимист за меѓувладината конференција која треба да се одржи во декември, а поутрешниот состанок не знаеме дали ќе се одржи. Каков е вашиот став? Дали вие гледате на одржувањето на оваа меѓувладена седница со оптимизам или сепак ќе биде ова уште една кочница? Премиерот Зоран Заев прилично постојано изјавува дека е оптимист, така беше и за прашањето зимето кое реално се реши, така беше и за договорот со добрососедство со Бугарија кој е потпишан пред 3 години, каде што цело време премиерот Зоран Заев гледа да не ги навреди бугарските политички ставови и секогаш е тој така наречениот добар полицаец во односите на Македонија и на Бугарија, каде што гледа воопшто да не се даде некоја изјава од негова страна со која ќе се изиритира некоја лоша изјава од бугарска страна, но во последните неколку недели, кога веројатно ги има нормални информациите и он од комисијата за историски прашања, каде што гледа он дека Бугарија е настојчива на незините тотално нерационални и крајно националистички ставови, тогаш и премиерот Зоран Заев ретерираше и ја кажа онаа реченица во блага форма дека не треба да бидеме изненадени во однос на бугарското вето кое може да се случи бидејќи барањата на Бугарија се ригидни. Сега веројатно Заев се надева речи дека го подготвил македонскиот народ за вето. Народ е подготвен 20-30 години. Веројатно он се надева само на некој притисок од германската дипломати, тивко притискање на бугарските стави. Се надеваме и ние дека тоа ќе успее. Благојче Танасовски, благодарам за ова гостување.